Како што најавив колегата Владко Чаловски, сега ми прави друштво во студиото. Добро утро. Чало. И така и до гледачите и до слушателите. Решивме да извадиме неколку податоци, да ги информираме гледачите токму за тоа на кои граници, во кој период, како може кои се рестрикциите. Да поминете. Александар сега прочита еден интересен наслов од дневниот печат, дали од Македонија полесно може да се излезе отколку да се влезе. Па условно кажано во моментов можеби, иако е неубава конструкцијата на таа реченица, но ние во моментов сме можеби првите извозници на коронавирус, оглед на тоа што секаде во државите околу нас, па и во оние во Европа кои што има позагрижувачки бројки, некако почнаа да ги олабавуваат мерките, бидејќи им паднаа бројките на ново заразени, кај нас, како го нарекуваме овој втор пик од првиот бран. Значи вториот бран воопшто не е дојден за жал и тоа се должи на повеќе фактори. Сега јас нити сум... Пред се непочитување на мерките. Да, сакам да речам... Тоа е констатацијата на здравствените власти. Тие најдобро знаат, нели? Имено се согласувам со она што вчера универзитетскиот професор Ненад Марковиќ го истакна овде во студиото, тоа е дека при Советот за безбедност кога го одржувале состанок, истакнал дека 3 месеци може да се држат оние рестриктивни мерки, а после 3 месеци одговорноста паѓа кај граѓаните. Паѓа кај граѓаните бидејќи во тие 3 месеци, како што вели Марковиќ, државата може да се подготвува за она што следи, но знаеме дека вакцината ја нема, па одговорноста кај граѓаните. Сега кога е пак одговорноста кај граѓаните во прашање, нели, и поделени се мислењата за тоа дали сме одговорни или не сме. При тоа мислам дека многу брзо и ефтино се расфрламе со оној термин на менталитет на нашиот народ. Тоа е многу по нели сложен поим од самото тоа дали ние сме послушни или не. Јас од оно што се гледаше надвор, барем мојот впечаток е дека ние ги почитувавме мерките, меѓутоа поради мала група на неодговорни граѓани можеби ја плаќаме цената сега. Не се да преминеме на она за што седнавме нели да разговараме, односно да информираме и јас и ти, тоа е што се случува со границите, барем кога се во прашање соседните држави. Имено морам да кажам дека за информации за олабувањето на мерките во Албанија малку потешко најдов на информации. Веројатно таму се уште се реконструираат насоките од Институтот за јавно здравје. Македонија веќе знаеме дека најави 14-дневна изолација во државата и за нашите граѓани и за оние кои што доаѓаат однадвор, ако покажат тест, негативен тест на коронавирусот не постаро од 72 часа. Да, токму тоа прашање вчера му го постави на пресконференцијата на министерот Венко Филипче, дали доколку некој патува само еден ден, ќе му важи истиот тест направен од овде, секако ако се работи само за престој во друга држава, само за 24 часа, и одговорот е да, дека истиот тест ќе биде валиден, но само доколку се работи за 24 часа престој. Кај нас се отворија низа прашања во поглед на тоа што еве границите се отвараат, ама ќе има луѓе кои што ќе треба нели да идат до Белград, до Тирана, до Софија, до Атина, барем овие поблиските центри, најчесто нели некој поради бизнес. Ова мислам дека комплицира работата немногу за викендашките патувања, ако можам така да ги наречам. Да бидејќи 24 часа веќе може да се поминат со истиот тест, но после еден викенд ќе биде потребна изолација. Легитимни се прашањата на оние граѓани кои што велат дека кога ќе го оставиме туризмот на страна, патувањето кога е неопходно за економијата во семејството, односно тој бизнес нели кој што го имаат нашите граѓани надвор, или sejedno може во моментов да има различни соработки со луѓе од овие држави. Што доколку мене ми треба излез од ден-два и да се вратам во државата и да имам негативен нели тест, па треба да седнам 14 дена во изолација. Така да легитимни се оние прашања за дали нам ни треба некаква
посебна категоризација на луѓе со оглед на тоа како останатите држави го прават. Тој сега ако ги земеме примерите од останатите држави, Србија во тој поглед е шампион. Србите со оглед на тоа, сега не знам кои им се причините за ваквата одлука, но кога најпрво разговарав со моите колеги, нели нашите колеги во Србија, кога прашав пред да ја видам официјалната одлука, ми велат, брате, тука е лудо. Викам, зошто? Затоа што вика се врати од ден во нормала. Па така, Србија ги укина сите рестрикции кои што постојат на граница. И во нредната состојба. Дури во онаа одлука на српската влада стои дека оние луѓе кои што имале решение за 14-дневен карантин до носењето на одлуката, доколку не ги завршиле тие 14 дена, му се укинуваат на самиот ден. Ако бил 6 дена во изолација, толку е. Тие 6 дена и во државата влегува без некакви... Колегите дури се шегуваат од Србија, велат кај нас нема корона до избори. Да. А изборите се оваа недела, да подсетиме. Од друга страна, бројките и во Србија растат, што е, ако се земе онаа оска на новозаразени, не само во Србија растат скоро на секаде со мал раст, не како примерот во Македонија, но растат и во Србија и во останатите држави, но тоа е многу интересно што Србија ги укина буквално сите рестрикции со тоа што нивната причина, односно нивното налагање е само да се почитуваат мерките за социјално дистанцирање, а при тоа има веќе некои информации по социјалните мрежи, а и секако и на порталите, фотографии дека во Србија како ништо да не се случува во моментов. Реков дека за Албанија малку потешко се доаѓа до информации, или па можеби мене би беше потешко да најдам информации за Албанија, меѓутоа не се систематизирани особено за кога се однесува за Македонија. Бугарија е таа која што има своји мерки кои што ги забранува. Да, ги информациите се пред мене. Повеќето граѓани вели на Европската Унија, како и граѓаните на Србија и Црнагора и на Босна и Херцеговина од неодамна, влегуваат во Бугарија без карантин. Без никаков карантин, за нив е отворен. За македонските државјани? Потоа вели ќе стигнеме и до македонските. Од 13 јуни во Бугарија исклучоци се Шведска, Велика Британија, Северна Ирска, Белгија и Португалија. Бидејќи според нивните епидемиолошки пресметки, граѓаните од овие држави представуваат ризик. Се плашеа доста и од холанѓаните, бугарите, меѓутоа и за нив ја укина мерката пред некој ден. Кога се работи за Северна Македонија, односно за нашата држава, се воведува тој 14-дневен карантин, бидејќи за Бугарија, според епидемиолошките пресметки, нашата држава е земја од ризик. Сите што влегуваат во Бугарија од Шведска, Британија, Ирска, Белгија, Португалија, Шпанија, Малта и Италија, како оние кои што доаѓаат од трети земји, тие остануваат со 14-дневен карантин. Да, тоа се најризичните држави. Да, а државите влезот за државите од Европската Унија е отворен, како што реков. Чело, уште за Грција да кажеме, мислам дека како доаѓа летото, така повеќе ги интересира исто така оваа дестинација со оглед на тоа дека е популарна за летување. Кога се работи за Грција, таму бидејќи Грција пак по инаков начин се справуваше и досега со коронавирусот. Разговарав пред некој ден со мој многу драг пријател кој што живее година дена во Солун. Рече дека кај нив како и да не се чувствува коронавирусот, таму немаше некакви посебни рестрикции на полициски часи и слично, меѓутоа рече пак дека грците според него и неговиот впечаток се однесувале доста почитувачки кон она што значи коронавирусот.
Грција во својата рестрикција, односно во своите мерки за границите, вели дека не треба да се оди во карантин. Туку само и таму ќе има зголемен медицински персонал и технички персонал на границите, кои што ќе им укажуваат на сите оние патувачи, односно туристи или како и да ги наречеме, дека мора да носат маски, се извинувам, на јавните површини. Практично ќе се грижат само за да се почитуваат препораките. Само да се почитуваат препораките. Кај нив нема... Предпоставам оваа информација ќе израдува многумина кои сепак се решени да патуваат летово. Чало, сосем за крај, какви се твоите планови, освен овој работен месец до избори, по изборите имаш план да патуваш или се уште ќе припазиш, ако можам така да кажам, па ќе останеш внатре во земјата? Мислам дека како и на останатите и мене овој коронавирусот и пандемијата ми поремети некои планови. Веројатно цела оваа година останувам во државата и со оглед на тоа што во моментов ниту Грција, ниту Бугарија, ниту Црна ниту Хрватска не ми се некаков предизвик. Мислам дека Охрид е местото каде што ќе се надевам дека ќе го поминам летото. Проценките се дека домашниот туризам ќе порасне ова лето, токму поради корона кризата. Поголем дел од граѓаните ќе се одлучат за домашниот туризам, па освен Охрид, кој навистина е бисерот на Балканот, да не го заборавиме и планинскиот туризам, што кај нас е навистина прекрасен. Чало, благодарам за овие информации.